она што следува во продолжение линковското вклучување повторно на нашата Вања, заедно со Сузана Недевска за едни хуманитарни детски и креативни работилници кои што ќе се одржуваат наредниот период, а секако се со хумана мисија. Ако сакате и вие да бидете дел од истите, повеќе детали ќе дознаете во следните минути. Вања, во едно убаво обкружување си во паркот во Ѓорче Петров, во едни преубави сенки и повели со твојата соговорничка Сузана Недева да ни откриете малку повеќе детали за она што не очекува следниве денови. Добро утро, Цеца, добро утро, Марко, и по втор пат денеска, како што и напоменавте, ние се наоѓаме под дебелите сенки покрај Лулашките во паркот Ѓорче Петров, каде што в недела треба да започнат 5-дневните креативни работилници за деца кои што ќе имаат хуманитарен карактер. Деталите на оваа тема ќе ги дознаеме во продолжение од дамата која што ги организира, Сузана Недевска. Добро утро и благодарам што сте дел од утринската на Тилма. Преостанува уште многу малку време до овие работилници, па ајде да објасниме за почеток какви активности се предвидени во нивни рамки. Добро утро, ви благодариме на поканата и на тоа да можеме во едно апело да го расшириме и до медиумите и до гледачите, освен до нашите другарчиња што ќе дојдат тука од Ѓорче. Би сакала да кажам дека ова се 5-дневни креативни работилници кои што ќе се случуваат од недела, почнувајќи во недела 26 јули во 18:30, 6:30 попладне. Ќе траат 1 час. Децата ќе можат на секоја од овие 5 дена да имаат различни активности, да цртаат, да бојат, да моделираат, да украсуваат, да работат со прстињата, да сечат и да лепат, исто така и да украсуваат. На кој начин заинтересираните родители може да ви се обратат, односно да ги пријават своите деца и која поконкретно е таргет возрастната група? Таргет возрастна група е предшколска од 5 годишна возраст до, да речеме 10. Можат и момчиња и девојчиња, имаме различни теми. Да речеме во недела ќе боиме чантички, во понеделник ќе цртаме на торбички и на ранчиња, во вторник ќе изработуваме кутивчиња кои што ќе ги полниме со бомбончиња и ќе ги украсуваме со монистри. Во среда ќе правиме букети од цвеќиња и лижавчињата Лолис ќе бидат тука со нас, кои што ќе им врачат по едно лижавче на дечињата. Ќе цртаме несесери и прибори за на училиште од септември, тоа ќе биде во четврток. Котизацијата, односно учеството ќе чини 250 денари и ќе добијат гратис сокче и лижавче Лолис дечињата. Средствата ќе бидат донирани за лекувањето на мојот брат. Воедно ќе се дружиме и ќе помогнеме, таа е целта. Споменавте дека собраните средства од котизација се наменети за лекување на вашиот брат Јовица, кој што, како што и претходно беше објавено, има потреба од третман со матични клетки во Москва. Зошто се појави потребата од оваквиот третман и за каков здравствен проблем всушност станува збор? Брат ми е Јоце Блажевски, боледува од церебрална парализа, состојба на телото, кое што видно се подобрува после третманите во Москва, во Русија. Третмани со матични клетки, проследени со рехабилитација, вежби, масажи и целосно учење на тоа како еден човек почнува и треба да се движи, затоа што досега никогаш не се движел. Веќе има многу подобрување, оди со оделка низ домот, функционира самостојно во исхраната, се храни сам, значи во некои од потребните движења, во облекувањето, така да ни дава мотив и понатака да го продолжи лекувањето, а за таа цел ни се потребни финансиски средства кои што фамилиарно не можеме во целост да ги обезбедиме, затоа што тоа е неколкукратно лекување кое што трае неколку години и бараме помош. Ние сме креативни по природа, да кажам. Јас сум учител, работам со деца веќе 15 години, им ги познавам потребите и на тој начин сакаме да допринесеме воедно децата да уживаат, да ги научиме и на хуманост, а воедно и креативно да се изразат, посебно во овие летни горештини, да можат да надвор посебно тоа да се случува, затоа што времето и ќе ни дозволи, нема да биде толку жешко и ќе можат да креативно се изразат, како што кажав,
и да си ги понесат своите изработки, а на тој начин и да донираат. Кога е предвидено да се изврши ваквиот третман и колкава е вкупната сума која што е потребна за тој да биде покриен? Закажан е третманот за во октомври, ќе чини 8.500 евра, ќе се случува 12 дена и до тогаш имаме време и луѓето секако ни помагаат. Голема благодарност за досега укажаната и пружената помош во целост сиве овие години. Така и овој пат верувам, можам уште еднаш да ве замолам, да ве поканам, да дојдете и со дечињата да си поминате едно убаво попладне, да си поцртаме, да си побоиме, ќе работиме на фокус, на дружење, на концентрација, на изработување, на движење. Колку се важни ваквите работилници за самата социјализација на децата, бидејќи вие претходно сте организирале вакви слични настани, дали можеби тие се еден мост помеѓу самите деца за градење на нови другарства? Другарства, да, баш така. Значи, дечињата и онака многу се дружат, барем тука во Ѓурчево паркот, ние постојано тука излегуваме, да кажам, и се дружиме со другарчињата од градинка и од училиште. Всушност, работиме на поблиска дружба. Они трчкаат тука низ паркот, но преку овие интерактивни игри со цртање и изработување, тие ќе можат поблиску да си се дружат, односно да си муабетот меѓусебно, да научат да делат, да си ги искажат поголемите способности кои што ги имаат, па и да се пофалат, нели, кој што направил, нацртал и потоа да можат да си понесат нешто за дома. Да се сетат. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Се надевам дека ќе имаме прилика и понатаму да разговараме за многу вакви настани кои што ќе ги организирате, а во чишто фокус ќе бидат најмалите. Да, фала ви многу и се гледаме од недела до петок, четврток е последен ден. Фала ви многу. Во интерес на времето, овде го финишираме второто линковско вклучување за денеска со една единствена порака дека нашето малку за некого секогаш може да значи многу. Така е, Вања, благодариме многу и поздрав за Сузана, која што на вистина целото нејзино семејство низ годините наназад постојано прават ваков тип на настани со цел да се обезбедат што поголем број на финанси за конкретно незиниот брат, односно Јоцо. Телефоните ги погледнавте, веќе дониравме, ќе потсетиме уште дека еднаш. и многумина од вас ќе го направат тоа.